Комичен мегахерц. Не за петоке. Како З е за спиење, не спи петоке, стани 14 април, денот кога се роди големиот Франц Бекенбауер, германскиот репрезентативец и предводник на старата школа германска. Апсолутно, на овој ден се родени многу големи имиња. Вика, јас ги сакам родендените, али премногу па можат и да те убијат. Оваа прилика ја користам да му го честитам роденденот на мојот верен другар, пријател, колега и брат, можам да го наречем официјално, Атанас Атанасовски, среќен ти роден ден. Благодарам Жарко Димовски, полубрат, затоа што нели иста мајка, различни волци. Мајката е татковината, волците сме ние. Така е. Иначе денеска гостин во нашето студио ќе ни биде роденденот на Атанас. Седни тука, 28-миот. Роден ден. Остарев Жарко и јас. И ти остаре 28 Атанас. 28, чувството е стварно прекрасно. Не знам дека кога ќе наполниш во секундата 28, дека јас сум роден во 11 часот, односно саат време пред да ја почнеме емисијава. Така? Што значи дека јас сега го осетив во некој момент како знаеш кога ќе те појача. Ти дојде нешто, да. И поитар сум сега. Извини, не слушам. Ти гледам наеднаш, да, оп. Кажи нешто. Атанас? Здраво? Почнам да губам слух, ама Пардон. Да. Вика, за сите вие кои што го заборавате роденденот на вашите жени, понекогаш вика најдобар начин да го запамтиш роденденот на жена ти е само еднаш да го заборавиш. Не се секирајте по тоа, ќе го памтите цел живот. Има да ти га врежу. Да ти га врежу роѓендан. Како си кога ќе те жигоса. Вика, а зошто се родендените добри за вас? Па статистички гледано, луѓето кои што доживееле најмногу родендени живееле најдолго. Така да доживувајте ги своите родендени и дочекувајте ги затоа што е многу убаво. Јас ќе го славам малку подалеку од мојата татковина, односно од нашата домовина. Домовина е на хрватски. Да, домовина. Малку подалеку ќе одам до Данска. Значи, не знаете дали сум тука или сум во Данска. Така, јас исто ќе одам во Италија, така да не знаете дали сум тука или во Италија. Рагацо, Жаре, што правиш вака? Италија, честа релација, ти ја знам. Да. Прво нешто што ќе влезеш во Италија, што дали е еспресо, што е моментот, што правиш прво? Еспресо по навика ми е станато сегде кај додам да пијам еспресо и кај нас тука, така да тоа ќе го тргнеме на страна. Иначе прво што правам кога ќе влезам во Италија е земам длабоко воздух и кога го испуштам воздухот викам Бонџорно. Така како да се вратив во мојот втор, трет веќе не знам и кој да ми е дом. Сите имаме многу домови, домот е нели каде што е душата, домот не е место. Как? Добро, значи телото ми е дом. Како и да е. Не е важно како се осеќаш ти. Да, иначе да ви кажеме кој е денот денеска, каде што се слават родендените. Денеска е 14 април. Ти си Атанас роден во 104-тиот ден од оваа година или во престапна година си роден? Тоа не знам. Добро, значи 104 или 105-тиот ден не е ни проблем. 1 и 4 5, тоа е убава бројка според нумерологијата која што ја правам јас. Нумеролошката карта ќе ти изработам до крајот на месецот и ќе знаеш. А сите заинтересирани може да му пишете на неговиот Facebook профил Жарко Димовски или да го најдете на Instagram Жак Дим со мајмунче однапред. Следете го Жарко, има многу интересни фотографии, а и можете да добиете натална карта за гратис. Уште останува 261 ден да размислите каде ќе ја славите оваа нова година. Тебе ти останува Атанас уште 364 дена до следниот роден ден. Или што е рекол познатиот колега Едмонд Сотир, земи си живот. Земи си живот, че точно така. По повод овај роден ден на Атанас и роден денот на Бекенбауер и роден денот на, сега ќе ви кажам, само секунда, тука им беше запишан на Абрахам Ортелиус. Тој беше англиски картограф кој што е роден 1527 година и него му го честитаме роден денот и сега ќе одиме со една песна за роден дените. Ќе не поздрават од режија, се надевам со добра песна. Одиме. Комичен мегахерц свак петак од 12 до 1 на 96,0. Бре! Милко Манова си го слушаме на 99,3. И се надевам дека ви беше убаво. Фантастичен избор, морам да го пофалам Далибор. Далибор, ти благодарам што ме поздрави со ваква една numera.
Остра би рекол, може зборот Остра, а зборот Коза или која е Силвија, тоа беше на стара представа во Драмскиот Во театар. Драмскиот театар. На времето апсолутно. со Мето Ивановски и Јелена Жугич, Филип Трајковиќ и веќе починатиот Кирил Ристевски. Така е, Ако некој а- се сеќава на таа представа, може да се насмее и да се почувствува добро. Не знам дали имате снимка да ја погледнете, но како и да е, Козата не се знаеше дали беше чија или беше Силвија. А инаку, ти си роден Атанас на исти ден со Корина Перковиќ, тоа е легендарна германска тенисерка. Да. 87 е родена таа, значи е 2 години постара од тебе и мислам дека Не сега е бараше? во Не во бараше. топ Во форма и цутот. вика Аллахс лашендет комичен мегахерц. Да ви го слушам комичниот мегахерц Аха. и многу сум I'm so happy ова на англиски го пишала, не знам зашто. Будала. Да. Добро, и само со неа сум роден. Само со неа, да. Мислам има и многу други, но сега да не ги кажуваме. Да не ги кажем. Инаку на денешен ден се разбира се раѓале луѓе и за жал и умирале луѓе. Нема шанси. Да. 1792 година е починат Максимилијан Хел, тоа е словачко-унгарски астроном и знам. свештеник. Го знам. Астроном и свештеник, тоа е многу добра професија да ја работиш како две професии во едно. Малце да не се косат работите. Брус Вейн и Бетмен, мислам, И Бетмен, тоа е да. истото, знаеш, лажеш народ, а всушност правиш помагаш или криеш некој криминал. Да. Сакам да кажам додека сме кај на тема театар. Да, повели. На 18.4. вторник, 18 тоа е за 4 дена е представата Име. Повелете на билетерницата на Театар Комедија да купите карти или да резервирате. Трудна приказна ја имате на 19. Таа е слободен влез за средношколци. Значи сите средно... Јас малку имам со Сите средношколци. малку што ја сакаат дека да порано дојдат, сум можат слободно стана да дојдат. денеска ми беше роден ден. Да, малку се пена малку. Сакам да кажам дека на 19.4. среда трудна приказна слободен влез за средношколци. Да. Не знам како подиграат карти средношколци, веројатно со некоја легитимација или Со дневникот од класниот. Ако ти се сите петки може. Може да Не, влезеш. јас би бил за тие што имаат двојки, тројки, тие треба да гледаат театар, затоа Така што е. тие се луѓе. Јас бев од тие. Поздрав дечки што сме постави со учењето. 24.4. познатата представа Вардарски пастови, 25.4. нешто пропуштаме, 26.4. сон на летната ноќ слободен влез за средношколци. И 27.4. слободен влез за студенти стюардеси. Значи, кажав што кажав, ако некој не ме разбра, повелете на фанпејџот на Театар Комедија, лајкнете го и добивате информации свежи. Нека ви се допадне и ќе добиете информации тазе, да. така. Инаку, на 21 Атана заборави да каже дека е премиерата на филмот долго очекуваниот Ах, љубов моја во пардон. киното Милениум. 21 значи овој месец, а 27 овој месец веќе ќе можете да го погледнете и во Cineplex. Така да, драги мои, од 21 во Милениум, од 27 во Cineplex. И уште оваа информација Атанас на денешен ден е починат Исар Ахмед, пакистански теолог и учител. Беше роден 1932 година, така да за жал и најдобрите го имаат својот крај. Тоа го кажа и за големиот Исак Лахантит, Да, така е. неговиот постар братучета. Инаку како викаш ти Атанас, ако човек не се изгради споменик додека е жив, ќе го паметат само дур плаче вдовицата и додека бијат камбаните. така, доколку е жена, ако не е жена. А не го велам јас, вдовица. тоа го вели големиот ВШ или Вилијам Шекспир, другачето ВШ. Сигурно Еве. мислиш го викале ВШ? Еден ваш, ма не знам. Хеј, ваш. Хај ВШ. Хај ваш, не, Шекспир, Шекспир. вајс, окей. Еден фан вика, ве молам, прочитајте го вицот по повод родендените. Влегува полицајец во црква и започнува да ги дува свеќите. Попот оди по него и го прашува: "Зошто ги дуваш свеќите?" "Па како зашто денес ми е роден ден." Така да доколку никој не ви направил торта, влезете во црква и дувнете ги свеќите. Ама тие горе што се. Да, тие горе, тие доле не. Затоа што доле може да изгасите свеќа. Свеќа. Изгасено е тоа веќе. Да, не ги гаси свеќите, нека горат цела Беше вечер. Сашо, не знаеме презиме. Сашо пиен и млад, му е презиме. Сашо, да, Сашо пиен и млад. Сашо пие, да, може, добро, окей. Инаку петок расположението треба веќе да ви е на ниво, излезете, прошетете малку во градот, напите се една пијачка, слободно кажете дека е кај мене, кој кафич сакате, слободно, кај Атанас Атанасовски, или како Атанасов, ти не Атанас? Како сакате, ако има проблем, Или високиот, сметката пуштете ја во Театар Комедија. слободно. Ќе му ја препратат таму. Напите се една пијачка, денеска го славиме роден денот. На мој. Атанас и Франц Бекенбауер. Атанас и фамилија. Атанас и фамилијата. Атанас, дали знаеш што е тоа што оди нагоре, но никогаш надолу? Уф, лифт? Не.
Што? Лифтот оди надолу. па. Ова оди нагоре, но Кај никогаш нашо зграда надолу. не оди никад. Не? Ама добро. Го спуштаат трачно по скали. Тоа се годините, Атана. Значи тие одат цело Аха, време нагоре, но никогаш надолу. Тоа се годините. Така А да Бенџамин Батон нешто таму, тие Да. нели ги поместија некои граници. Curious Cage of Benjamin Button. Да. Инаку, Жарко, имаш поздрав, еве, што го конзумираат отрови представниците на vaistina.mk или твојот портал. Да, тоа се мои фанови, јас ги поддржувам и тие ме поддржуваат мене и заедно се поддржуваме сите заедно затоа што поддршката е се во животот, а доколку вие не се поддржувате со некого, почнете да се поддржувате, но не и да правите поддршки затоа што тоа се прави во балет. Тоа точно убаво Како склопено. македонска опера и балет. И во други други места балети каде што се прави, сведува да. балет. Балет. И во балет се прави поддршка. Да, се прави поддршка, да. После 4. После 4 имате поддршка до 5, а потоа веќе ни поддршката нема да ви помогне. Драги мои, одиме со малце музика и се враќаме. Со раскази. Виж, 4, 95, 96 мега херци. Секој петок од 12 до 1. Се слушам. И се враќаме, дами и господата, нас најави дека се враќаме со раскази. Значи, Да, ќе Жарко, прочитаме освежине. Да, ќе прочитаме еден расказ кој што е пишуван од дата на еден негов фан, се вика Монологот на Беровската сина слива. Така. Што да правам јас во овој сад за овошје? Домаќинката ме измила и ме ставила надолу, тоест најдолу за децата да не можат да каснат од мене. Ако сум скината од дрвото, барем се гледам со моите сестрички, че не ми е жал ако некој детенце ме изеде. Нема да се усрамам во устата. Блага сум како шеќер, зрела сум и што е најважно, немам црвчиња. Но, пак, оние берачине воопшто немаат жал. Чекам. Дали си малку зелена или презреана, ич не прашуваат, само ставаат и ги полнат холандезите, пајда се тие корпите. Сестра ми велеше дека кога ја изеле незината пријателка сливата, децата многу се израдувале бидејќи била зрела и сладка. Така и јас ќе завршам. Таков е животот на сините беровски сливи. Добро, на здравје, нека ти е вицот, Жарко. Ле, ова е расказ, пардон. Расказ виц. Кажи ми, јадеш ли сливи ти? А јадам сливи, да. Да. Јадам и од тие жолтите и од тие модрите сливи. Што ги викаат црни сливи кај нас. Црни сливи. Црни сливи, да. Ти апеш ли црни сливи? Апеш ли црни сливи? Јас сакам зелени сливи. Зелени? Да. А од зелени суши се устата. Слушай, и устата и те тера да излезеш И понадвор. тера, да, ама добро, па ако е суа зелена сливата, тоест не суа, пардон, ако е зелена сливата и кисела, тоа прави повеќе течности, така да и тоа е добро. Па така некако, таква е природата, знаеш, течностите се надополнуваат со чаша вода, Со чаша вода, така сок, свежо цеден. Ако сакате свежо цедено, одете во најблискиот кафич. И напите се цеден Замолете ги сок. да ви направат цеден сок. Да, А добро. за смути ќе се обратите на Инстаграм профилот со мајмунче Жакдим и свежо смути во секое време со парчиња Оф, мајко. од како се тоа? Што ги ставаат за парчињата по најново? Овесни снеголки. Овесни снеголки, да. На твоите трепки танцуваат снеголки, потоа се топат. Размислував, така настанале твоите сини и сјајни очи. Вау. Добро, Да, интересно. Јас да ве подсетам на 18.4. 18 април е тоа, представата име на 19 представата трудна приказна. Ви кажувам само две за да можете да си ја средите информацијата која ќе пристигне и да одите да си набавите билет на билетарницата на Театар Комедија, побрзете. А на 19 е нели представата трудна приказна за средношколци, влезот е бесплатен. А како ќе влезете бесплатно и како ќе докажете дека сте средношколец, тоа зависи дали ќе го земете дневникот на вашиот класен раководител. Ако го земете дневникот на лудиот од Гоголј, можете да си направите интересна монодрама ако сте спремни за тоа. Инаку гледа театар мангупски или види мангуп најаве за Вардар, тие
интересни пораки што ги читаме низ градот. Морам да го поздравам Расел Весбрук, маме Расел Весбрук. Расел, бебе! Ако не знаете, Расел Весбрук е најдоброто нешто што се десило во кошарката во последниот век, затоа што го бутна рекордот на Оскар Робертсон или The Big O од 61-62 и сега Расел Весбрук е најдобриот на сите времиња што во една сезона има постигнато 42 до сега трипл-дабл учиноци, што значи дека е безобразен. Расел Весбрук! И ќе завршиме рубриката раскази со уште еден краток расказ од 3 реченички, се вика Здолниште и вика вака. Еднаш прашав дали зборот Здолниште потекнува од помислата дека од оздола нема ништо. Ме обвинија за нечисти мисли. Па сакам игри без правила. Ова е на непознат автор, доколку некој се препознае, слободно нека се јави, нека каже дека ова е негов расказ. Здравиме, инаку оздола идат турци, беше познатата реплика на Зафир Хаджиманов Така е. во македонска крвава свадба. А оздола идат винари белограѓани, беше познатиот стих на Билја на платно белеше. А каде белела Билја на платно, Атанас? На Охридското езеро? Охридското езеро, така Чекај, е. мислев да нема некоја... Не, Ама не, не, добра, не. ти ту абиес, ја знаеш дека одам... Добро, али јас чисто сакав само за тие што слушаат стрейт, не ги слушаат вторите муабети и за нив да има по нешто, нели? Така, ја мислев дека има некоја зацкриена порака што ти ја знаеш некоја. А инаку денешка 14 април во Саут е јужна, ист вест, Да. норд саут, југ, да. Пардон, малце се збунав јас. Е Црн ден. Во Јужна Кореја денеска се слави Црн ден. Тоа е празникот, а во Индија е денеска Амбердакат Янти. Кој сака да провери што е ова, слободно нека се јави и нека види. Што Црн ден слават каде во? Црн ден во Јужна Кореја, а инаку денеска како се вика кај нас во Македонија е Не се пере. не е да голем петок. Велики петок, да. Значи стасува и стигнува и предстои најголемиот христијански празник. Јас сум кој роден што- во петок. Бе. Па ти си во петок си роден ти? Да. Да. И тогаш било петок. Да. И тогаш било 14. Да. Ама не било иста годината. Не, Аха, 20. 28. Доста време. Шала. Шала. Да. Ако слуша љубовта, нека слушне нешто скриена порака. Но добро, како год whatever или што и да биде, ние сега ќе оставиме со малце музиче да си поуживате во овие информации, во овие убави работи и ќе се вратиме полека во нашата емисија што се вика Комичен мегахерц на вашиот омилен мегахерц. 96-тиот. Кома нулата. Аре, да ме, ја сум брзи, а вие слушате Комичен мегахерц на 96,9 додека кажам заврши емисијата. И се враќаме во нашето студио, дами и господа, Великден или Воскресение Христово, најважниот верски празник во православниот календар, предстои за уште 2 дена. Значи, вапцајте ги јајцата по дома, тоест вапцани тра се јајцата се вапцуваат на вчерашен ден, да, во четврток се вапцуваат на Сабајле. Па така да кој нема вапцано јајца, тоа е тоа. Се надевам дека сите имавте интересни креации по дома. Еве јас ќе ви дадам еден предлог, вапцајте ги вашите јајца како топки за билјар. Да, и мислам дека ќе биде интересно кога ќе дојдат малите дечиња, ќе се израдуваат. Христијанските верници со овој празник го прославуваат воскресувањето на нивниот Бог Исус Христос по неговата смрт со распрување околу 27 до 33 години пред нашата ера. Тоа се случило на третиот ден по неговата смрт, сметајќи го и денот на смртта, тоест првиот ден на неделата, Велики петок, што е денес, па нека е среќен празникот на сите христијани. Така е, Ladies and да сте gents. живи и здрави вие што го славите. Јас многу ми беше интересен начинот на облекување на јајцата, ако памтиш, еден период имаше ги облекуваа Да. јајцата и ги ставаа во нешто и тоа беше најздодевно кога нели од кога ги се скршиш Аха. и треба да го кинеш тоа како еден процес што ни е познат кога имаме 16 години. Треба да се соблече еден Така. дел, па друг, па рака, па такви комплицирани работи. Тебе кој ти бил најинтересен начин или најдосаден начин на вапцање или крирање на своето јајце? Па кај нас во Прилеп е интересно затоа што се шета по куќи. Значи цел живот Коледа леда само покасно.
И за Коледа се шета и за Божик, се шета за Великден и за Прочка. А За многу Прочка се се шета во збираат Прилеп. пари, да. А за Великден, значи уште кога бев мал со дедо ми, со братучетките, шетавме по куќи и собиравме па по не знам по можда 2-3 табли на јајца, тоа се 90 јајца од прилика. А иначе најдобро ми беше кога ќе се разбудев четврток од сабајлето, затоа што од 5 се станува, нели се вапцуваат јајца, кога ќе се симнев ке баба ми, таа ќе ми направеше црвено-бело, значи со првото јајце на образот се да, тегалновите вика црвено-бело, а иначе јас доста правев превари и со татко ми на времето земавме по едно или две јајциња, ги вадевме од внатре жолчката и белката и ги полневме со гипс. И кога се кршевев најака. Итро. Превара. Итро. И тука претпоставам дека навечер се оди во црква, така? Не знам, ние растевме во комунистичко семејство. Навечер Не исто така уживавме интересно, во овие- сабота навечер во 12 се оди толпи луѓе од Нормално дека дека се оди се собираат. Па да, знам, само чисто да храмови и таму се кршат јајцата, да, и се пожелуваме се замрсува најдобро на прсот. сите, нели? Почнува животот. Да, има интересна анегдота ќе ја кажам по повод овој празник. Значи, во Прилеп над градската кафана, тоа е на булеварот, не е ни битно, имаше реклама од Црн Бор Прилеп. И тоа беше светосна реклама, ви кажувам на времето пред не знам колку години, 30-40 години. Исто за Великден се случува што се случува, а од карши тој билборд човек од Београд дојден изнемил соба. И вика во 12 саат излегол на вечер и гледат луѓе со свеќи во рацете, толпа луѓе движат негде и не му станало јасно што се случува, се исполил на кај тој билбордот, Бор не светело, значи само Црн Бор Прилеп не светело, туку било Црн Прилеп. И ги видел луѓето со свеќите и панично се го долу на рецепција, па не знам што се случува, го фатило паника и му објаснил рецепционерот што се случува и така полека си дошол на себе си човекот, вајде му дале блага вода со шејкер, а где е панчлайн нема, али интересна е причата чисто онака да се чуе. Црнбор Прилеп. Така е, Црн Бор Зашто Прилеп, беше тоа тоа? беше фирма, нешто за нешто беше. Добро, не знам. важно ги изрекламиравме, а таа е затворена веќе 10 години, кој ли ќе плати? Кој ли ќе плати за ваа рекламата сега? Платичеш ти, беше песна на големиот автор Китич Кристијан, кој што живееше во Кавадаречко село до 70-тите години, како потоа е? се пресели во Германија. Кит, така кит убиец. Да. Кит, големото Китубиец живот. Ич, као А како е Ич, женски род од кит? Китица? Китица. Джекита, не, кита е ствари. Ако е кит, ова е кит. Не е китица. Па, китица да не е за мало женско. А кити што е за големо машко. Кит е машко, кит. Китурина, Не знам, кит. И јас сум брат. Кит и ова е жена ми, китица. жена ми кита. Катица. Не може катица. Не може катица. Катица кит. Кат. Не може. Како? Нема логика. Ја, Замисли руби сега ме. катица и да е китица, значи ова е јас сум, не знам, Марлон, еве да го крстиме китот, јас сум китот Марлон, а ова е жена ми Катица Китица. Китица Катица. Нема како катица. никако. Нема, не. Не, асоциацијата што јас ја покасно сватив, што си ја правите, не е таа. Не е таа, да, значи ние знаете, немаме такви илузии Сватив никога. дека едноставно ми одговараш име, не. Да. Ви ме судите сега, ама не Не е те така. судат, знаат дека ние никогаш не алудираме на такви работи. Јас касно сватив, се извинувам. Да. Ме погледна од режија, не Тоа е другиот Атанас Дечки што работи во комбинација со Тино. Овој Атанас што работи со мене Со нема Жарко. такви алузии, да. Се е стрейт, се е така. на прва лопта, се е чисто, се е на прва топка, пардон, ќе ми кажат пак од Тилија. Зашто бе брат на Скопски цело време збори? Па се извинете. А се денеска дали дешава. може да денеска се бањаш? Да, бе смееш да се бањаш. Да, денес смееш да се бањаш. Мислам да. Не знаеш, ама. Еј, Пробај. интересен путствал. Многу интересно е ова, да. И какво Старо друго? куче и стар газда. Старо куче, старо газда. Старо Старо куче. газда. Ќе ги дадат за старо железо. Старо газда. Добро, значи репертоарот ви го кажавме, да не се секираме, ви кажавме кој ден е да не се секираме, мораме да си ги спочитуваме правилата. Да, а тоа се не се секирајте. А тоа е не се секирајте во следната емисија рубриката Не се секирајте. Да, и ќе пуштаме слушатели да се увати да кажуваат зашто се секирате, ние ќе викаме не се секирајте. И за секој точен одговор ќе даваме по една секира. да. Мала. Мала секира, мало секирче, секирче. Видете, зборот секира е секунда, да, ова сакав да го кажам само. Атанас, покриме 10 секунди, те молам. Ладно ти? Да, ладно ми е. Изгасите климата, ве молам. Да, од режија малце ме настина. Иначе времето денеска е сончево со доумерена облачност, дами и господа. Секогаш кога е петок, нели, во овие 2,5 години грее сонце, освен 3-4 дена каде што малце Ма и ти беше можеш да потмур. утнеш, и да, ти и јас можеш да исто. утнеш едно Иначе секира е орудие, дами и господа,
кој потекнува од древни култури низ целиот свет. Добро, ова така дојде гласот за вести. Како некако... Да, секирата представува едноставен механизам со кого што може да се споредува и проследува модернизација на човештвото низ вековите. Најпрво каменото доба, па бронзеното доба и потоа железното доба. Значи ова е многу добро срочена реченица. Секирата представува едноставен механизам, Атанас. Така да, доколку некој ве нервира, земете го овој едноставен механизам и тргнете му ги сите секираци од него со само една секира. Така е, Ова е добро за реклама. Градот Скопје ќе дава по 4000 денари за сите што сакаат да купат велосипед. Ве замолувам сите да купиме велосипед и да се возиме со велосипеди низ градот, за да не се угушиме, бидете мангупи, возите велосипед, одите во театар. А не, акцијата е во Драмскиот театар со велосипед до градис карта, кај нас нема, но сепак можеме да обезбедиме место за вашиот велосипед. Доаѓајте почесто во театар, доаѓајте почесто со велосипед, возете велосипеди и мангупски е такво однесување. Да, значи гуглам секира на кирилица и ми вади дигитален речник на македонскиот јазик и вика сега. Секира во множина многу секири. Вид на збор, именка или женски род. Алатка за сечење дрва со метална острица и дрвена рачка. Англиски X. Англиски ах е напишано добро. Употреба разговорно. Примери: острило на секирата. Изрази. Одиме. Разговорно. Му паднала секирата. Вмет. Го послужила голема среќа. Нашол секира зад вратата. Добро му тргнала работата. Не плаче гората од секирата, ами од рачката. Се мисли на држалото. Заранет на секира, многу лош човек, според обичајот куче Каква? да се зарани на секира за да биде лошо. Заранет на секира, валјда да му даеш едно залаче нас те такнува. Значи кога се чилото вака говори, ќе му даваш едно залаче, добро. Ќе падне секирата, ќе го отепа нероден Петко. Кога однапред се предвидуваат лоши работи кои може нема да се случат. Иронично плива како секира под вода, тоест не знае да плива. Ха! И три. И три Пословици автори. македонски. Добро. Значи Атанас ти падна секирата во медот, а медот ти се истури затоа што секирата падна во него нормално и сега не се јаде затоа што секира паднала во него. нероден Како? Црн Петко. Да, Како што беше? нема укрои капа. Капа на И лало. За крај, ете некни герданчето на Босилка и загина. Не е човечка глава, да, човек умира и никому ништо, а Керко, а не ти, оти едно клопче ти загинало и да плачеш. Силјан Штркот, Марко Цепенго, 1900 година. Ова речникот ми дава сам, како се викова? Мене Google ме води. Рекоменде. Мене Google ме да ми тетка Радка. Дали се слушаме? Дали сте? Господе, чува. Ми рекоа да не ја правиме таа имитација повеќе, Жерко сме претерувале. Да. Попоменати сме од директорката на радиото и мамо да се придржуваме до тоа. Поздрав до управата на радиото, дами и господа. Радио Слободна Македонија секогаш има добрата управа. Така е. Дами и господа, ние полека ќе мора да се одјавиме од Отепаме вас, да затоа се што се надевам дека и денес е празник, луѓе, мислам Да. дека и неработен ден е. Може никој не ни слуша. Да, ние ги гњавиме луѓето со вакви информации. Како и да е, нека е за многу години еден од најголемите христијански празници, нека е за многу години голем петок, Великден, недела, Господ да ве исполни со љубов, здравје и среќа сите. Вие што планирате да барате девојки за жени, нека вие со среќа. Атанас, памти што си кажал, братче, и памти што ќе пази што ќе направиш, затоа што во Мексико не сакаат влакнести женски пазуви, но затоа сакаат жени со влакнести нозе. Илалала! Рабадавело, кацаро, На толку текила сигурно им е јако. Така е. Нема врска што е, само да е Влакната им доаѓаат футурсто. како мезе од нозете. Уф. Една текила и една уста влакна, пар не пар тоа чифтек од нозете на женави. Како ги реди? Ајде заставете да видам јас кој е најфутурсто. Замисли го некој од Берово отиден у Мексико пијан и збаен, ми каса се пијан, Ова ви оставам вие да си ја направите приказната, а ние сега ќе ве оставиме да уживате во ова петочно попладне. Слободно напите се некоја пијачка на сметка на Атанас Атанасовски. Така е, напите Каде се. сакате? Рујно вино, скршете ги чашите. Вие верни слушатели, песна Така е. запејте, комичен мегахерц, не исклучувајте. Останете на фреквенцијата на rsm.mk, доколку сте на интернет, ако не на 96-тиот. Кома нула. Вашиот омилен Мегахерц. Ова беше Трговско радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредник на емисијата Атанас Атанасовски. Датум на емитување на емисијата 11.4.2017, родниот ден на 14.4. 14.4. Атанас, те гледам дали ме пратиш. Знам. Датум 14.4.2017 година, роден денот на Атанас Атанасовски, продукција Радио Слободна Македонија и Атанас Атанасовски. И Жарко Димовски. Чао, браќа и сестри. Македонио. Комичен мегахерц.